2019 година. Со години таложени проблеми доведоа работењето во примарното здравство веќе да биде неподносливо, велат лекарите по семејна медицина. Бараат нов модел на финансирање за кој ќе бидат консултирани сите здруженија и секако доволно средства за вработување на медицински сестри, бидејќи без нив не може да функционираат. Во руралните средини тоа се реши со тоа што 2 години нема да имаат потреба да вработат медицинска сестра. Во ординациите пак, во поголемите градови кои се новоотворени и се со помал број на пациенти, тоа не го решава проблемот, вели доктор Ѓорѓиевски, кој е воедно и подпредседател на Европската унија на семејни лекари. Иако за поздравување е реално зголемувањето на капитацијата што го направи Фондот за здравство пред 3 месеци, која што сега првпат ќе ја добиеме со исплата сега токму во јули месец, тоа делумно ќе ги реши проблемите, но дефинитивно нас ни е потребен веќе нов модел на финансирање кој ќе има еден загарантиран буџет во кој и почетникот доктор и докторот со искуство ќе има буџет за плата и за финансии. На огласи што ги даваат во ординациите се вуат по 3 до 4 медицински сестри, значи што станува еден сериозен проблем, бидејќи вие не можете да функционирате ако во рок од 30 дена не вработите медицинска сестра. Во телефонски разговор за Телма, првиот човек на ФЗО, Клековски, вели дека состојбата е поинаква затоа што тие секојдневно добиваат барање за вработување на медицински сестри. Зголемувањето на капитацијата нуди можност матичните лекари да менаџираат со тие средства и со истите да најдат решение. Сепак се отворени за диалог, за преиспитување на концептот. Во меѓувреме се поставува и прашањето за воведување на електронски картони, со што би се надминали административните бариери кои одзимаат многу време. Веќе мислам дека во 21 век изгледа премногу смешно да работиме и со картон за електронска евиденција и со електронска евиденција која веќе трае 15 години. Значи, откако е почнат мој термин, се внесува во компјутер, се внесува во картон. Србија пред 2 години ги укинала картоните и почнале да работат исклучиво компјутерски. Било меѓу последните на Балканот кои тоа го направиле. Словенија, Хрватска, Босна, сите го имаат одамна тргнато картонот. Со ова ќе се намалат и грешките кај лекарите доколку се отстрани таа двојна евиденција, вели Ѓорѓиевски. Затоа што мора да имате предвид дека има пациенти кои се буквално секој ден на преглед за упат за резултати и ординации кои се преплавени со непотребен број на прегледи.